10 домаќинства од Штип пријавиле штети од невремето и поплавите кои се случија на 23 мај во Штип. Настрадаа долните катови и подрумските простории, а едно младо момче заврши во болница. Откако сакајќи да помогне на пожарникарите да испумпаат водата од неговиот дом, се задушило од издувните гасови од пумпата на моторно гориво. Комисијата за проценки на штети при општина Штип ги утврди штетите од невремето, кои го зафатија подрачјето на Штип на 23 мај, а 10 домаќинства од градот Штип пријавиле дека имаат штети од поплавите од атмосферски и канализациони води. Вкупната штета процената е околу 677.000 денари. А сега документот за извештајот го поднесуваме до Советот на општина Штип и по негово усвојување вообичаено како комисија, истиот документ усвоен од Советот го препраќаме до второстепена комисија во Скопје. Соколов истакна дека во овој момент не може да се каже дали ќе има исплата на штетите од невремето на 23 мај, бидејќи одлуката ја носи владата. Наша должност како комисија е да го подготвиме документот, да го дадеме на Советот, Советот да го усвои како документ и да го поднесуваме до второстепена комисија. Вообичаено второстепената комисија го зема, го обработува предметот, го дава на усвојување, односно неусвојување или на мислење на владата на Република Македонија, која ќе одлучи дали ќе има обештетување или не. Никој пат до сега не е имало обештетување од општина Штип, освен во некои си воредни случаи. Значи вообичаено обештетувањето е од централниот буџет. Во Штип на 23 мај наврнаа рекордни 84 литри на метар квадратен, при што штети имаше и на инфраструктурата, а беа поплавени долните катови и подрумските простории на 10 домаќинства во населбите Ново село и на повисоките делови на населбите во јужниот и источниот дел на градот Штип.